محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Da spomnala mnogo primjeri takvi. Prvo, u hadis koji go prenesua Ahmed i Hakim i Taberani, hadis ocene dobar, Pejgamber sallallahu alaihi wa sallam rekao: La yabluganna hadha al-amr ma balaga al-lejl wal-nahar. Rekao Pejgamber sallallahu alaihi wa sallam: ova vera, ova nešto će dostigne do kada što stignua denot i noćta. Ova vera će dostigne kada što stignua denot i noćta. Ova koja go rekao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, to je bil vo Meka, mjesto obkruženo su mušrici, a tvrdi дека ова вера, Аллахова вера, Исламот, ќе влезе и ќе стигне каде што стигнува денот и ноќта. Денеска самите западни научници кажуваат и тврдат дека нема место, континент, држава или село во свет, а Исламот да не е влезен и да не е на некој начин прифатен од луѓето во тоа место. Затоа потврдуваат и многу примери како луѓето денеска влекуваат во ова Аллахова вера Ислам, оставајќи кариера, богатство, име, само да најдат душевен мир. И оваа вера влегува во сите места. А од друга страна гледаме како, пример, во Германија, во област која се нарекува Вестфален, евангелистичка црква ќе затвори 12.000 цркви. 12.000 цркви, бидејќи нема посетители. Нема луѓе кои ќе ги посетуваат. И се продаваат црквите на секој и секого, само на муслимани не се продаваат. Забрането. Не смеат црквите да се продаваат на муслимани, бидејќи муслиманите, каде што влегуваат, и тука веќе почнуваат да пуштаат корени и да владеат. Како и да е, ова вера е на Аллах Джелле Джелалуху и ова вера ќе доминира во свет. Тоа го покажале научници и статистики од Запад. Пример, во една анкета од 1934 до 1984 година, од 1934 до 1984 година, тоа е период од 50 години, Исламот во светот се проширил до енормно ниво за процент од 237%. 237%. Додека христијанството во тој период од 50 години е проширено само за 47%. Зошто луѓето го прифаќаат Исламот? И зошто во светот се водат такви негативни кампањи кои сакаат со оцрнување на Исламот и на муслимани за да го спречат Аллаховиот нур и Аллаховата светлина. Вели Аллах во Куран: юридуне ли утфиу нур Аллах. Тие сакаат да го згаснат Аллаховото светло. Ујаба Аллах
illa en yutimme nurahu walau kerihel kafirun. И тие колку и да се трудат, Allah одбива да се згасне Аллахова светло. Иако тоа не го посакуваат неверниците. Затоа луѓето трчаат во оваа вера, бидејќи научаат дисциплина, ако таа се примени во секојдневен живот. Па кажува еден шејх, Мухамед Хасан, кажува еден командир на полиција од Њујорк, од Америка, како примил ислам. Бидејќи луѓето, ако гледаат во муслимани, тогаш многу малку ќе примат ислам. Меѓутоа, учените луѓе исламот го бараат во книги, во аргументи, во докази. Ти можеш да си кажуваш цел ден и да се оправдуваш дека си муслиман, меѓутоа твоите дела, валканости, нечистоти, малверзации, далавери, го потврдуваат сосема нешто друго. Меѓутоа, исламот е она што е сочуван во Куран и во суннет на пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем. Овој командир на полиција од Њујорк читал за ислам. Меѓутоа, неговиот колега, кој бил муслиман, бил зачуден од неговото однесување, од неговата расположеност, неговата прецизност, неговата честност. И еден ден командиров поминува покрај негова куќа и да го повика, да излезат. Кога тие од домот му велат дека отишол во џамија да се моли. Дајте ми телефон. И му врти на телефон, не крива никој телефон. Му врти на телефон, не крива телефон. И одлучува да оди во џамија. Кога влегува во џамија, ги гледа муслимани во еден ред. Ги гледа муслимани од различни нации, националности, припадности, народности, како сите по наредба на имам, сите Аллаху Екбар, сите одат на руку, сите одат на сежде. Таа гледка него му останува чудна. Па дури почнува командиров да му дава знаци на неговиот пријател да го вика по име. А тој не се одзива. Веќе во намаз нема озвивање на никој друг, освен Аллах. Кога заврши намазот, командирот го повика на тој негов припадник, негов колега, му рече: каде си ти? Ти вртам на телефон, не креваш. Те викам, не се одзиваш. Рече: јас разговарав со мојот господар. Јас разговарав со мојот господар. Че јас сум твој командир. Ти не ми си господар. Ти ми си само надлежен на работа. А господар на луѓе во кој е Аллах Джелешану. И немој да мисли некој го рани. Аллах е оно: инна Аллах хуа разак. Аллах оној кој дава ризик. А ти си надлежен. Говорет: јас бев во молитва, во разговор со мојот господар Аллах Джелешану. И ние кога се молиме и се клањаме на Аллах, на нашиот господар, ние никому не му се одзиваме, на никој не му одговараме. Рече: а зошто бевте така подредени во ред и по една наредба сите на руку, на кијам, на сежде? Рече: тоа е ред намаз кој се обавува во џемат, значи заеднички намаз, тогаш мора сите да бидат по наредбата на имамот. И го зачуден од тоа што го видел, од таа дисциплина во џамија, од тоа посветеност на верниците во намаз, на крајот овој човек кој имал име Мајкл ќе премине во ислам и ќе го земе името Абдус Сабур, роб на трпеливиот. Абдус Сабур име. Ова е само пример кој кажува дека луѓето денеска живеат во анархија и е потребно некој да им даде ред и дисциплина во секој нешто, и мора да има успех. Потоа луѓето имаат многу работи, ама немаат душевен мир.
нема духовно спокојство. И затоа оваа вера се шири благодарение на незината вистина и природност. Бидејќи кога го прашале еден бедуин, човек од пустина, човек кој не имал контакт ниту со култура, ниту со цивилизација, човек од пустина, му рекле зошто го прими ислам? Рекол, погледна во оваа вера, се што е добро наредува, а се што е лошо и штетно забранува. Се што е добро, Аллах наредува и потикнува, а се што е зло, Аллах забранува. Затоа, оваа вера има надеж, меѓутоа потребни се луѓе кои се позитивни, луѓе кои ќе бидат олицетворение на прави муслимани, кои едно го зборува, истото го прават во дело, теорија и пракса.